И здраво сите, јас сум Марио. Здраво на сите, јас сум Огнен, а вие гледате Дебели гикови. Брат, ова е многу кринч. Мора да правиме некој интро. Ке најдеме некој што прави музиче прво, па после саунд дизајн и Од мора прен интро да најдеме некој за лого, брат, па после За ќе лого? правиме за све друго и за музика. Моите лога не ти се свиѓаат? Не бе, братче, Што не се кажав кастом мейд дека... правени на Canva. Дека се Леле, јас сум симнати од разочаран од интернет. твоја страна. Значи, само менјам име, дури барам она кирилична азбука за да работи со логото. Добро е бе логото. Оваа година тешко, ама до година ќе осредиме. Добро, Се брат, шо? надам, Ја така да бе. Ја од сега така почнав. Брат, имаш време за кафе? Другата година бе, немам До време. година бе, што? Да сме здрави и живи, тоа е. Шо бриш бе, бат? Шо има? Импресии од првата пилот епизода, искрено. Импресија од првата пилот епизода, мислам дека добра беше, не викам, не? Јас сум задоволен. Може ми боле? Секогаш можеме боле. Еве, као што гледате, првата ова сцени беше празно, па се напнавме и Леле, оваа леле. сезона, оваа епизода, лупнавме све овде вака. Значи ова Од све е стрипови, мое. од играчки, од уште една конзола ни фали, контролер, еден телевизор од карши и да почнеме да не збориме, само Не, да играме. Следна епизода, брат, тука треба да отвориме на пица, така да мрсничка малце, Да кај тече. овие да тече. Не, Тука- имам боле, брат. Е, Да јадеме и да збориме и да се лигаме макбенг, овака ама не макбенг да правиме. Може за крај, со пицата да се шлапаме по лице. може за крај за последна епизода годинава да правиме макбенг. Шо е тоа макбенг? Макбенг е, брат, јадеш и збориш. Нема И поглупо се нешто. тепаш со јатење. Нема поглупо нешто, ама не знам зашто луѓе го обожаваат. Изгледа, пошто сигурно и ти правиш кога ќе јадеш, Така? кога ќе јадеш прво си бараш нешто да гледаш, така? Па, шо На знам, YouTube. брат? Не, брат, ја гледам да се најадам и да си станам, брат. Чиста работа. Значи не си ти за макбенг. Не правиме до година. Не е битно. ќе го Може, ставиме а ако сакам да добиам на време, може да си отворам и да јадам и да гледам нешто, мада шо знам. А со ова со јадењето е фактички барање спонзори, така? Падна Да, Химен. бе, пицерија, Ево, некоја Химен. нека ни дојде Химен се Химен, договори падна. Чекај да го Ајде, наместиме Хименче. намести го. Ајде. I got the power. Та-на-на-на-на. Да најдеме пицерија некоја, брат, да ни носат овде пици цело време. Бургери? Не, брат, јас сум Ти си по поише за пица? пицата, да. Може, убаво. Пици може. Што да. е ти обилена пица? Онаа со 4 вида на кашкавал, Квадро формаджа? кватро формаджи со додаток кулен и печурки, брат. Охо, па тоа не е тоа е кватро. Добро. Кватро трио форте е работа. Како ќе ја нарачаш, брат? Кватро формаджи со Кватро- додаток кулен и кашкавал, брат. Кватро пута фифто. Кватро пута све сувоместното што Стенко имате, филто. стајте. Una more grande. На тути. Како си импресиран ти од првата епизода? Супер бе, брат, супер, одлично беше, супер си помина. Знаеш како за пилот, ја мислам дека многу добро изгази. Да, за пилот супер беше. И добивме прилично добри пораки кои што све беа позитивни, што малце дури ме зачуди, викам, чекај бе, па не почнавме Да, толку да јако не ти дупат стикна. бе, брат. Ја, бе, дечки, Јас топ тоа- сте, ја топ тоа им сте. кажам, брат, нема зезај да ти позади ја кажи грб, ме искрено. види ги овие се брукаат овде на интернетов. Така Мајмуни. Така е. И тоа, баце, друго? Ти кажам право, гледачите или слушателите не гледаат надвор, ама надвор е зона сумрага, дечко. Морам само да ти раскажам нешто. Тргам од дома, небитно кај живеам, и возам преку Битно е, битно е. Не, ќе кажеме, ќе дознаат, да бе, сега фанови. Ќе дозна, да, да, нека ве копка, нека ве вако И во не би- себе, во вас, нека ве греве, каде живее И Марио. возам преку Долно Лисиче. И гледам ми звони татко ми. Ало, кај си бе? Бе, чале, возам на кај град. Аха. Абе, вози преку автопат, магу е. Добро. Ај чао, ај. А ја усред Долно Лисиче, прст пред око не се гледа. Абе, дечко хаос. Пола сад ја риба в колата, брат, замрзната ми беше. Ја тој проблем со рибање на кола го немав, дека си набави вчера алкохол 70%, си ставив онаква пс што е шприцалце, си ја испрскав еднаш, си ја испрскав 2 пати, си ја испрскав 3 пати и вози баче, немаш гајле. Вози обаче. Да. Него пред некоја година се погодив, исто беше нешто магла и ми звони другар еден. Добро. Што правиш, му викам дома.
Абе, вика, зимај апаратот, доаѓа, вика, у порта влае, не знаеш ми каков бе, шо ти е, му викам, ненормален намагла, викам, кај ќе искачам. Вика, дојде бе, вика, као Готам Сити е, вика, ова Леле, портава, така. светла, вика, онакви ко пригушени. И да ти кажам право, после некое време се прочитав, викам, стварно бе, као Готам Сити е, да. Знаеш, периодов сварнат ме Ептен Готам Сити. Магла, загадливо, криминал. Не! Уште Бетмен ни Дечко, фали. извини, криминал нема кај нас. Не, ја, нема такво. Не, Се не, ја, не, не. но. Сакаш да почнеме со вести, што се дешаваше метава недела, пошто сакам тој концепт да го фатиме. Мината недела се исподесија чуда. Не знам, барем ја мислам така, барем од Сабали што станав, нешто што прочитав, можеш да почнеш ти слободно. Го знаеш Джонатан Мејджорс? Джона, најискрено да ти кажам, пред да го прочитам ова, ја не знаев како се викаше глумецот и сега ако ме прашаш за една недела, ако ми кажеш за Джонатан Мејорс, ја пак ќе нема да знам кој е глумецот, брат. Тај. Ама сега знам кој е. Ама го знаеш од, не знам, од Крит, од Локи, од... Да. Од сите работи. Значи тој е глумецот што глумеше Канг. Канги. Канг. The Conqueror. Да. Во Локи го глумеше и не знам дали го имаше во Уантман, да. Уантман, Во- Квантумения. Ентмен, да. Тројката, што е. Да, и во него го имаше. Многу лош филм, нема врска. Нема везе, да, и уствари дечкото е виновен за напад на неговата поранешна девојка, што значи дека Марвел могуче е да го Не е могуче. готово, отиде, уште одма. Па ајде, нека му е среќен патот, Нека брат. му е среќен, ајде, Ајде, сапунчето да не ајде паја со толку среќа многу. денот. Не, видиш, сега, У глобала не ми се свијаше како негативец, да бидеме реални. ја ќе бирам поконкретен. Мене не ми се свија како човек. Не знам како човек, Не, брат, не можам тој да лик кажам не така треба дека да глуми. дека треба ти што знам. Добро? Не знам, кога го гледам него на фаца, А кај си го гледал друг филм бе, брат, него? Крит. Крит 3. Не сум гледал Крит 3, изгледа само ја Ке ради. се ти Ама твој- Крит 3... Ти Роки. Чекај Роки малце, ја си ти Рамбо. Крит 3 искочи после Локи, така? Прва сезона. Да. Па брат, значи човекот од Не. Локи Не знам. нема везе. Не се Не, сеќавам. нема везе. Мислам нема дека везе. тука се периодично. Слични Океј, се. и Не можам кога го гледам, не ми се свија како лик, како глумец. Многу ми е досаден, многу ми е антипатичен. И ми е драго кога го најавија. Сите ги мразам, бе, си. што го избаци од Марвел. Како така бе, брат? Знаеш, минатата епизода зборам Дейв Баутиста, вика, фала што ме примивте, што ми давате смисла за живот, јас се заблагодарам многу, фала што го избркавте, нема више да го гледаме, сменете го, не знам што сакате да правите. Али тоа што го прави е бизарно, морорно и едноставно сметам дека кога правиш вакви работи треба стварно да те бркаат на клоци, брат, уште од прв ден. Не бе, брат, гледај, ја најискрено е за овакви ствари, сите ја знаат фрката на се блокирав. Со Амбер и со Џони Со Деп. Амбер Хърт и Џони тоа. Значи Дизни не, или Warner Bros. Warner Bros го избација од Fantastic Beast. Да. Така? Да. Дечкото си доби на суд. Да. И мислам дека комотно можеше да иде у Warner Bros. И да им плесне тоа до документите у фаца и многу што се компанииве се брзаат околу одлуките на актериве да кажам. Не е само за актери, овде правиме муабети за спортисти и за 300 чуда, значи јас се слушна некоја афера, одма или се брка, или се не што се прави, не знам од што им е толку страф. За лош глас ли да не ги бият? Што е работа? Не знам. Ја би рекол за тоа, за лош глас. Ама не ги бие нив лош глас го бие ќе видиш на глумецот. крај на денот све се сведува на маркетинг и на колку тој актер може да продаде едноставно. Па баш со ако е на суд, баш поголем маркетинг има цело време ќе зборат дека е на суд. Зависи која страна, за Џони Дип да, ама за оваа полош маркетинг ми прави.
Па добро се. црвенокосата. Види, тоа ти е мач со двеоштрици, брат. Апсолутно, да, дефинитивно. Виде? Чекај, фан си на Peaky Blinders? Па Peaky Blinders, што Peaky знам, fucking Blinders, mate. ги немам гледано, Како? ама ми имаат кажано дека се ненормално добро. Одлична Добри серија. се. У план ми е да ги гледам, значи ќе ги гледам кога ќе имам време, дека у моментов сум малце хаос со време и со све. Знаеш што, Ќе треба да ги почнеш гледам нив. побрзо, да ги почнеш побрзо да гледаш, пошто моментално се спремаат уште 2 серии, што се спин-оф на... Спинов, да, Да. го прочитав и ја тоа. Гледај тие спинов серии кај одредени серии. Секогаш се лоши, кажи така. Кај не секогаш, брат. Која спин-оф е добра? Па не знам сега Знам што вака ги на кажеш, памет не ги знам, ама да почнам. Може да искочи добра бе што? Океј. Зашто? Peaky Blinders имаат сериозна фан база, што мислам дека што и да направат пак ќе ги прифатат. Како и да е. Бидејќи едната се работи за Шелби фамилијата, како расте, како се формира и сите тие работи у Бостон, а втората за што беше? За за раниот живот на Поли, брат. Шелби го знам. Шелби. Да. А Поли не го знам, брат. Поли е карактер што ги го дознаеш, сега да не правиме. Да, И на тебе не ти правам спойлер и на другите не им правиме Кога спойлер. ќе почнеш да си гледаш, ќе го дознаеш кој е Поли. Супермен или Вичер? Што? Супермен или Вичер? Супермен или Вичер? Да. Ќе ти кажам зашто, ајде одговори. Знам, се мислам дека и Супермен и Вичер е добра. Ипак глумецот и ваму и таму се добри, брат. Мене ми е Што знам, и Повише- ваму и таму е добар. мене ми е поише Супермен него Вичер. Морам да признам. Супер е уви. Бе, Бетмен и ти падно, Ама остави, се нека лути. лежи. Се лути дека Дека за Супермен За збориме, да. После за тебе ќе збориме, не. За тебе е една епизода цела ќе. Ам, Ја би за двата, За двата? таков е самиот глумеца таков. Хенри Кавил, например, е прекрасен актер, брат. И во Mission Impossible, и во Sherlock Holmes, и сегде и го избркаа, брат. И од мислам не го избркаа, си отиде, пардон, грешка. Си отиде и од Netflix од Witcher, ама може Си се- отиде? Да. Не го избрка? Па не го избркаа. Или го избркаа. Не знам, ама знам дека двете. го Маш се две острчи. избрка од Супермен. Exactly. Така? Така е. И сега, дечкото е хардкор геймер. Знам, има на YouTube видеа како се склапа Апсолутно. компјутерот. Значи, затоа ми се свиѓа уште поише како актер. Ама он што е геймер е исто така фанатик, драстичен по Warhammer. Warhammer усвари имаше на Game Fest и лани и оваа година имаше надпревар кај Да, нас. и преходно има неколку на евенти, ама годинава беше Така? прекрасно направен. Ја искрено Warhammer не знаев што е. Мгм. И лани кога отидов да гледам, човече, тоа не знам, ставаат фигури со метрото у рака и се мери, така, брат. Значи, Уинчи. Значи да си Уинчи. Warhammer играч и да имаш девојка, дечко, не ја лажеш колкав ти е. Така, одма метро. Одма метро вади! Како и да е. Хенри Кавил е фанатик на Warhammer 40K универзумот и веќе долго време пробува да направи Cinematic Universe од тој универзум. И официјално, кај да е Games Workshop, кои што се креаторите на Warhammer, кои што ги прават сите пиончиња, што се фарбаат и сите тие работи, подпишуваат договор со Amazon Studios. Фала Богу, Хенри Кавил ја добива франшизата Па филмска, нормално. што Полека малце уија се клатат овде. франшизата што Нема сака да многу, да. ја, да ја снима, едноставно ќе ужива. Гледај, и што ме, значи, што се фасцинирав јас од лани, кога дознав дека уствари на нив фигурите им доаѓаат, не знам дали знаеш, во делчиња, брат. Уделчиња, Во делчиња и Сиви? секоја фигура треба да ја офарбаш, брат. сиви, Да, ќе фарбаш, брат. ја фарбаш. Знаеш колку фанатици има по тоа? Знаеш дека има надпревари у фарбање?
Ја Кој не можам побрзо, брат, кој немам ја попрво. живци да земам и да фарбам Не толку можам, ситни ствари. Не, нема шанси. На првата четка вака ќе земам, ќе фрлам се, ќе искршам, немам ја живци за Ја мислам дека овие фигури што ги има и овие што се големи, па еве и Не, ова, овие можам брат. па, да, окей. Уствари, па не знам ни дали Овие можам да фанковци ти што кажам. се што се тука, да. Ама и овие малеве нема шанси, дечко. Не, А после на Warhammer што се сантими, се, бе, брат. 2 сантими, 3 сантими. Не Маква. може. Warner Bros со Paramount ќе прават, ќе се здружуваат. За идна некоја колаборација, не знам што значи дека Cartoon Network и Nickelodeon ќе Ќе се бидат ќе брат и се сестра. спојат. Па изгледа да, ќе видиме можда дека Ninja жилки се на под Nickelodeon, Да. а као што гледам на Cartoon Network има нешто со Teen Titans, нешто така. Усвари до душе више и има Бетмен со нинџа жилки цртан. Не, знаеш како Што actually е добар, не знам. Апсолутно е добар. Ја го имам дали гледано. си И го гледал. стрипот е добар. Син ми Има и го стрип. го обожава, не знам стрипот го немам ја читам, значи Според стрипот. цртанот е јако, а го ја на почетокот си мислев дека цртанот ќе биде, абе што се викам ова глупости. Сега Бетмен и нинџа жилки. Трейлерот така. што го гледав и викам батали, син ми сега дека е по нинџа жилки и по Бетмен, викам мајке опушти ме. Знаеш како ова И ме зациментира онака као ме и викам ова цртанов добар да. И искочи дека стварно супер цртане. Знаеш како колаборације не се толку како да кажам, не се толку битни што ќе се прави со нив и што ќе произлезе, отколку што е стриминг светот. Кај нас тоа факт е дека не постои, пошто Кај немаме нас ништо. Стримио да му дае Господ здравје на Стримио. Господ здравје да му дајде фала. Господ Стримио. здравје на Стримио. Не, ама факт е дека ни на Netflix, ни на HBO, што имаме друга Amazon и некои други стриминг сервиси. Disney Plus нема кај Disney, нас. не имаме. Имаме? Немаме бе? Не, имаме, пред Имаме? 2 години добиве. Да. О, значи пред треба една да или пред барам 2 години акаунтија, добивме. добро? И факт е дека ништо немаме од тие стриминг сервиси, како што треба квалитетни работи и оваа колаборација едноставно е добра за првиот свет што едноставно има добро што да се види. Во западниот свет, во тие пари што имаат, брат. Дивиот Топ е ова, запад. да. Кај нас и за мунда да е жива и здрава, Господ здраве не да е. порасна. Не порасна Бога. Да, на Insomnia Games ги хакира. Абе не се нормални, абе. Шо не се нормално, ја не го сваќам, сега хакираш Не, сега ќе ти го објаснам. и Многу е кажеш, лошо што ајде. хакирани се и имаат објавено околу 1.300.000 фајлови што ги продаваа за $2 милиони. Никој не ќе им ги купи за 2 дена, ги ставија фул на интернет. Тоа е многу лошо, бидејќи у тие фајлови немаш само работи за игри или нешто така, имаш лични документи. Сега лична карта, пасош, некој да ти ја гледа на интернет, не е баш така убаво, така да Абе, али како и да гледај за игри, бе, брате, сега искрено, кога прочитав, не знам, ќе ваделе 3 X-Men игри, не знам ова, не знам ова. Мене тоа не ме додирнува, бре, шо ако знам дека ја е сега уиднина и Insomnia ќе имаат у план да изат 3 X-Game игри. И ништо, тоа е. Ќе ги чекаме. Ќе ги чекаме се. Најават некако и ќе искочат. и ќе искочат готово толку. Masters of the Universe Revelation. Леле, тоа е на овој на дечко што проба да го оживее синематикот на А тука ги имаш? Master, не, овие се Revelation, ова е Revolution, извини. На Погрешно прочитав. го заборев, на Кевин Смит. Значи, Кевин Смитот дечко дечкото фраериште. проба да направи нешто со Химен и го да кажам го усра цел Химен, значи со оваа серија што е овде со не ми се допадна. Не ми се допадна и мене дека реално не беше Химен, брат, тоа требаше да крстат Тила and the Masters of the Universe. Браво. Ова ми се добаја како го кажа. Браво. Пошто така е. Така е, целата прича се вртеше околу Тила и не знам Знаеш како? дали си гледал ти од Химен. Химен на крај на секоја епизода имаше
поука од епизодата што сме научиле. Така е. Овде немаше ништо од тоа, брат. И јас што сум помлад од тебе, имам стварно растено со Химен и сум бил фанатик за Химен. Кога се најави ова, викам, леле, дечко, Ја едва трейлерот чекам. ја кога го видов, Така е, Кевин Смит, брат, ќе го прави ова. рипав дома, ја првите 2 епизоди која ги гледав, викам, леле, дали се нормални, колку е добра серија, после тоа Слем. важи. Ајде, магла. Толку отиде све. И иначе, и Химен има понова серија, на Cartoon Network мислам дека дава на времето. Добро, да. Да. И actually и во таа серија пак на крај имаш делче од 20-30 секунди каде што се објаснува таа поука на цртаното. Да, сега вака имаше, види? Види. Да, еве ти една поука, ајде, еве ти поука на... Аквамен ќе огледаме ли бе, шефе, двојката? Чекај, Аквамен. Пред Аквамен имам нешто што многу ме тригернува мене, лично. Те додирнува? Ме додирнува. Каде Додирни ме. у срцето, каде? Према бубрегот и срцето. Аха, Што тука таму, ми е добро. тетовира. На срцево имам тетовирано. Еден збор, извини душа. One Piece анимето добива ремейк. Дали се fucking нормални? Зошто прават Netflix е, брат. Зошто прават За пари, ремейк, брат. ама зошто прават ремейк на нешто што има преку 1000 епизоди, што не е завршено, што ќе трае уште минимум 5 години. Netflix, како да правиме пари? Ај ќе направиме live action, играна серија од One Piece. Беше добра, во ред. Како да направиме, како да ја фураме франшизата? Ќе направиме ремейк на анимето. Зошто бе? Абе дали сте норм? Не е ремастер. Ремастер е, например, да ја сменат малце анимацијата, да ја поправат. Ремейк е сосема ново. Ремейк е од ново. Да. Од ново. Викам, леле, ама се се плашам за фактот што ќе прават со карактерите. Ако ги сменат, One Piece знаеш како ќе отиде? Од вака, вау! У гроб, брат, ќе се закопаат. Не сум фан на One Piece, брат, на манга. Јас сум фанатик, Немам овде затоа што да коментирам. Освен ќе видиме што ќе искочи, тоа ќе си кажеш ти дали ти се свијало или не ти се свијало. Ја One Piece немам доволно време за да ги... Да, ја ти викам, да јас ги сум гледам. фанатик и затоа ме повредува едноставно фактот зошто овакви глупости се прават од најпродаваната манга у светот, па и една од најпродаваните литератури, најпочитуваното аниме и сите тие работи прават ремейк, бе. Абе, ајде. Тоа е. Сето Здрави ти живи, курац. ајде. Аквамен почна. Аквамен вечер е, да кажеме, премиерата и у Синеплекс, мислам. Само не треба вечер да кажеш, пошто некој ќе го гледа ова за 10 дена. Добро На да, на 22, 22, да, на 22.12.2023 е премиерата на Аквамен 2, што има големи шанси да идам да го гледам филмот, дека првиот дел ми беше прејак мене. Првиот дел е филмиште. Така? Да. Као си каше режисерот? Джеймс... Нешто, Не. не бе некој ли беше? Не беше некој ли? Не. Ајде Джеймс ќе Ван? да, Така беше? нешто Ванг беше, Ванг, нешто така некој Ете му вам провери дори си тука, пошто ти имаш... Джеймс Ван. Джеймс Ван, ете Да, го погоди. да. Искрено, мене тој филм многу ми остави впечаток. Ја мисля дека Аквамен ќе е таков карактер што нема ниту малку да придонесе у целата франшиза и како филм едноставно, ама фактички им е втор најдобар филм со заработка? На DC? Не, извини. Чекај. Тоа го видов само 2 секунди, видов за заработките на DC баш. Знам дека 2 Dark Knight им е секунди прв. ќе ти кажам сега, еве ти вика со најдобри оценки од DCU филмовите. А најдобри оценки? Најдобри оценки, Ама да. мислам дека и Ова заработка за заработка, не знам, Justice League на 10-то, Брцов со 6,1, ова е од IMDb. Добро, Ти кажам, оценки. Justice League е на 10-то,
со 6,1, Брцов пред со 6,1, Black Adam 6,2, Batman vs Superman Dawn of Justice 6,5, Aquaman 6,8. Курците носам. Добро, Фала продолжи, многу, продолжи. ќе се вратиме на муабетот после. Ајде. Шазем 7,0, Man of Steel 7,1, Suicide Squad 7, The Suicide Squad Д. 7,2, Wonder Woman 7,4 и на прво е Zack Snyder's Justice League 7,9. Ама тоа е бројки. Тоа се оценки, Знам дека да. за работка- А за заработка може да е Aquaman, може да е втор. Да Dark Knight е прв, Aquaman е втор, ти гарантирам ова. Да, ама The Dark Knight не е во DCU. Ама добро, ама пак DC филмови. Да, Глобално, окей, пошто окей, ги готово, фаќаат да. и овие што се Ако не знам, гледаш глупости. така, да, ако гледаш и окей, нема веќе. Ја истина нема да идам на премиера, но ќе идам Не, на премиера нема шанси ни ја да идам, ама ќе го гледам у кино. апсолутно. Тоа сигурно дека ќе го гледам у кино. Ако остане до јануари, Ќе остане. шансите ја у јануари би го гледал. Пошто до крај на годинава некако ми е Па, full schedule. Може би и ја ќе Ќе го видиме, гледам во здравје. јануари, ќе видиме, да. Најјакото ми е што Сидми 3 години се шетавме во Сити Мол пред некој ден и го видиме, натера да идеме до постерон што е толкав и после тоа си идеме дома и му викам ајде у кино да идеме на нешто на Биби, Боби, нешто Да бе, Биби Бой ги гледа. Аквамен Биби Бой. Маше и Медо. И седи дето и ми вика, тато, а на Аквамен да идеме? Викам, да, Мој си! идеме! Конечно дознав дека си мој. Идеме! До вчера не знаев, ама Не сега мора да. денка да правам. Значи си го одбрал син ти. Како што треба. Знаеш, за оваа епизода сега малце, односно ти сакаше поише. Не, гледај, значи, what if... Не, тоа сакам почнав. За главна тема сакаме малце да фатиме Марвел. Да, каминатата е епизода многу слабо зборевме за Марвел. Не, да поише беше запознавање, кој Да, сме, што да, сме, како да, што да, сакаме. да. Сакам ова малце да почнеме со Марвел, некои историјати, такви работи. Сакаш од Марвел да почнеме или пошто ти спомна What If? И what if у ствари треба да искочи вечерва, Вечерва јас почна? сум 22. Убраво. Е сега дали ќе искочи кај нас 22 или 23? Не, значи има Disney Plus и кај нас искача тогаш. Абе да, ама кога ќе стаат? Ако стаат по америчку 8 вечер, значи кај нас 23 ќе искочи са бајле. Па добро, ќе ја чекаме. И најјакото е што нема да ја пука цела сезона, дека секој ден ќе имаат епизода ќе става. Тоа ми се допига што е секој ден. Што Да, не е на неделна база. да. Пошто епизодите нели им се кратки. Кратки им се, ја гледаше првата Да. Да. и као ти се јеже? По големиот дел ми беа многу добри. Имаше епизоди кои што стварно ми беа досадни за гледање и онака само скипим правев, ама углобара ми се допадна многу стилот на анимација. Не знам зашто. Да, Стилот на да, анимација беше некој тој убав шмек. Да ти е забавно да го гледаш, кратко е, си седнуваш, например нешто пица, мица, бургерче едно друго, на брзинка јадеш и гледаш епизоди си. И јако, окей. има и пократки. Не знам дали си ја гледал на Грут? Грут, уствари син ми го обожава, човече, заспиваме со Грут. Имаш Грут, не? Го немам Грут. Ја го имам дома, го заборав да го земам. Син ми го обожава Грут. Значи, толку е заљубен у ликот. Ја му ги пуштив епизодите се по 5-6 минути. Тие се анимација, дечко, Ама многу се добри, брат. И има едни други Love, Death and Robots. Леле, ако колку си е гледал добра таа серија. на Netflix, многу прејака. Love, Death and Robots, онака буквално со ручек еден можеш да си издеш цела сезона и ми се свија што секоја епизода е различна анимација и секоја епизода си е различна прича и серијата е ненормално добра. Зошто тоа минатата епизода не го стави како најдобри серии, бе? Брат, Леле, многу има. Ја почнав да гледам, кој излезе трета, мислам 3 сезони се, така? Love, Death and Robots? 30, да. Кога излезе третата. Допред да излезе третата немав појма што е. Кога ми објасня, дечко, Love, Death and Robots
е серија Првата кај што- сезона мене многу ми направи кеф, е покото со серија кај роботите, што со мачките. секоја епизода е правена од различно студио. Имаш анимација, имаш картуниш, имаш 3D, миде, свашта. Леле, брат, 3 сезони, знаеш како сум ги изгледал? Не можам да одучам што ми е омилено. Не бе, многу е јака, Love цела Death- серија. Love Death Robots Е јака. беше на една епизода кај што отвараат фрижидер и наоѓаат мамот и времето брзо Наоѓа иде. цел свет, Цел свет што брзо у иде. ствари у замрзнивачот. Таа е многу кратка епизода на партали. И со јогуртот, И со јогуртот, како не? со јогуртот. Чекай, што имаш Многу друго јака добро Love Death Robots? Ки се убија, не можам текна, ама Многу јака е да се серија гледа што мора да се обавезно. гледа. Да. Ти што викаш, на седнување се гледа сезона. Ама епизодите Ти се остава онака. онака си као и озбилно, многу прејака е. Пиши таму правиме епизода само за Love Death Robots. За Love Death, добро, Пиши. готово. Love Пиша Death на- Robots, секоја епизода ќе ја објаснуваме, ќе ја коментираме. Но кратко бе, цела една емисија ќе посветиме на таа. Али Друго- како и да е за What If, например, првата епизода ќе се вика What If Nebula joined the Nova Corps. Нова корпус беа оној со четката, Да. со свирчето тоа што идеше, тој беше Јанду. Не, тоа е Јанка, нова си е нова. Нова кола, нова куќа, А, да бе, да, нова, нова. нова жена, нова. Све нова, брат. What If Nebula joined the Nova Corps. Искрено мене ми е I don't care, као не ме интересира. What if Peter Quill attacked Earth's mightiest heroes? Peter Quill, брат. Добро. Ја мислам дека епизодата ќе трае 1 минута. Ќе Ќе се му симна, дојде Тор. ќе го истефати Тоа толку ќе ќе му биде. дојде, чекам ќе море бау! И И толку. толку епизод, 1 минута. И иначе ова What if Happy Hogan saves кој е Хепи Хоган е на Iron Man што му е тој дебелкото пријателот. што го има И у Spider-Man, Spider-Man, што- да, да. Ова на пример Ова мислам дека ќе иде на 24-ти баш за Крисмас. 24 или 5? Па 24-ти мислам за Крисмас. Нема веза, Не е ли битно, баш да. баш за Крисмас мислам дека ќе 24-тија, пошто 20. ќе иде. Ова е фактички инспирација од Die Hard. Стварно? Да. Не го знаев. Пошто Die Hard нели е Christmas movie, Ќе тука е најтешката дебата. Знаеш дека Die Hard е најтешко дебатиран филм дали е Крисмас или не е. Пошто е спасување Крисмас, не знам дали го виде трейлерот, има она сцената познатата кога иде кога се шуна у вентилација. вентилацијата, да. После имаш What if Iron Man crashes into the Grandmaster? Гран Местер беше оној со што збори мислам, да, така? да. Ова ме интересира што ќе биде. What if Iron Man? Кој е Iron Man? You know? Не бе, шо? Не, Не не, е не, не. Iron Man, брат. Не. Ова е поврзано. Шо е поврзано? Поврзано е, цел универс е поврзан. Cinematic Universe. Iron Man е цик-цик. Да не биде... Не знам, не, да не, биде не, Том ова Круз може- Iron Man. Не знам. А и иначе за Грен Мастер by the way го има и во Грут втора сезона, последна епизода, мислам. Мислам дека беше последната епизода. Последна го гледав и јака ми е таа епизода. Да. После What if Captain Carter fought the Hydra Stormtrooper? Stormtrooper бе. Ова ќе биде јако. Добре, и сега да не ги Не бе, дај си да ги кажеме What if Kahori Кахори. reshaped the world. Добро. What if Hela found the Ten Rings? Ова сакам да го видам. Јас сакам ова да огледам. Ова би требало да е интересно. Овде може да има доминација. на Хела беше сестра му на Тор, та со роговите, така? Брат му на Тор. Брат му на Тор, да. Братовчетка. да. Братучетка му на Тор. Да, сестра. Та со рогов, Со рогчињата, да. уствари што му го скрши чеканото. Да. Што направи Рагнарок на крај на денот. Да. What if the Ајде, збори. What if the Avengers assembled in 1602? Ова братче на пример многу ми се свија. Го имаш читано? Ова ја може Имаш би да читано огледам. стрипот Marvel 1602? Не. Се дешава нешто као го имаш тука Dark Knights of Steel? Ете го, ставам ти Еве го. на Значи Marvel 1602 е нешто многу слично на ова, ама мислам дека ова е инспирирано
од Марвел, бидејќи се дешава Марвел, ама што ако било во 1602 година. Све е онака, кој е 15 век и сите тие работи. Многу е медивал. Чекај, сакаш да кажеш дека дечко, што е ова бе? Зашто не го знам ова? Тоа ти е ова, ама пред ова, што го покажувам сега. Ова е многу јако бе, брат. Тоа е супер за читање. И причата е добра, ама и... Ова мора да го најдам јас стрипов, ај после ќе го изгуглам, ќе видам И последна епизода ќе се вика да What го if Strange, набавам да. What if Strange Supreme Intervened. Добро, како и да. И чекај ме, малце ме сега се загледав у Марвел 1602. После ќе гледаш, хајде Многу снимаме. јако, да. Снимаме сега. Сакав ја уствари малце да се навратиме со Марвел, со филмовите и уопшто историјата на Марвел. Добро. Значи, основани се 1939 од страна на Мартин Гудман и се викале Тимели комикс. Не знам дали си го знаело. Да. Мислам, го знаев, ама онака. Прв пребарување. стрип у 39-та и го имало Human Torch во тој стрип. Да, тоа им е првиот. Па во Ама 51-та само да не направиме грешка, Human Torch не е истиот Human Torch од Fantastic Four. Не истиот, Не е дека ја Не, тотално друг карактер. Аха. Мислам дека причата беше нешто овој што е Human Torch од 39-та, нешто му ги дава некој стил моките на Чекај бе, на овој- нели имаше од DC еден таков двајца што се Двајца спаја од во серијата од еден, Флеш ги така, имаше. се спаја во еден и се правеше тој Логан. Не се сеќам точно како да се каже, ама носи онакво жолто, тука вака има едно Да, ама кајвче. Логан е цел, мислам, така? Да. Не е цел. Не е Само цел. косичката му е малку. Аха. Нешто Нема такво. вез, оке. Добро, оке, у 51 се преименуваат во Атлас Комикс, а во 61 ги вадат првите броеви на Fantastic Four и други супер херои, каде што се викаат, каде што Марвел. официјално се викаат и Марвел и каде што Стенли има работено на првите Да. на О, не, онака. првите The Grandfather. Да. Првата серија уствари е Кептен Чекай само Америка. пред првата серија. Кажи. Што мислиш, Стенли ако не работел у Марвел и ако не ги направи овие хероите што се денеска, што ги Че познаваме? на Стенли се Fantastic Four, Spider-Man. Многу, се глобала премногу има. Се да не именуваме. Оке. Што мислиш ако Стенли не ги направил тие стрипови? Што мислиш како ќе бил светот Ке денес? ке нема да Пошто, постат едноставно. знаеш како, стриповите на Марвел воглавно, кои што, ајде да почнеме со Каптен Америка, со првиот, е направен за сред војна, за да им даде инспирација на децата дека едноставно ќе заврши таа војна и светот ќе продолжи напред. После нели се случува беби бум генерација и сите тие работи. Затоа викам, што ако Стенли не ги направил Fantastic Four, Spider-Man, дали поише би читале, како да кажам, мрачни работи, поише би биле она руска литература, Достоевски такви работи, или поише би све... Не, ако Стенли не ги земал Марвел, ја мислам дека Марвел уопште ќе немале, ќе постоеле после некое време и ќе Пошто било Марвел толку. у еден период имат и банкрот. Како? Банкротира. Као што сега знаеме како. Добро, оке? Банкротираат, ама сепак се добра компанија со стрипови кои што едноставно си имаат вратено. Но сметам дека стрип културата денес, сега да не ги заборавиме и Боб Кейн на DC што ги има креирано и Бетмен и сите тие работи, ма сметам дека Стенли е човекот кој што Стенли е тој што го кренал стрип културата, Стрип што ја културата, така. кренал на next level, да кажам, ама не знам дали знаеш дека у продажба дека DC се за стрипови, дека DC се по продавани од Марвел. апсолутно зашто да не би биле. Серии DC се по гледани од Марвел. Добро, пошто имаат поише. Цртани DC се по гледани од Пошто Марвел. имаат поише. И Марвел, уствари, DC
ги водат само филмови. Ја би рекол више се на исто ниво, пошто какви филмови лоши прават. Марвел? Да. Добро, гледај со разлика од тоа дека Марвел прават едите од 44-та серии и филмови. Прва серија Каптен Америка, На актерот бил Дик Пърсел. најскапа серија била до тогаш. Ја не ја знам оваа серија, Јас од пробувам- 44-та. Ја пробувам некој време више да ја најдам негде да ја гледам, ја нема никаде. Па ја нема брат дека е 44-та. Кај ќе ја има? Не ги зачувале касетите. Не, бе. Знаеш што не било ни касети тогаш. Не бе, какви касети, црна-бела, црно-бела лента, брат, и се пуштало у кино и траеле по 5 минути епизода, сигурно. Знаеш колку е далеко 44-та да правиш Многу е, Каптен брат. Америка серија. По-далеко е од 45-та. Па чекај, тоа е сред војна. Да бе, па уствари, па Јас ја направена, размислив ова бе. серијава е направена за уствари за ек на војна за луѓето да се кренат малце да ми Јас Кептен сега го Америка визуализирав ова која ги, почна ги, годината. ги спашава као. И ради тоа, нели Кептен Америка на почетокот е војник, тоа е сон цело време е он војник, ама направен ко супер ко солџер за да Да. Например, на првиот Кептен Америка, корицата е Кептен Америка како му мава бокс на Хитлер. Не, па ете ти, у 44-та се прави прва серија. Леле, уште од кога имаат пропаганда? Леле, ајде. Нема везе. 77 година Спайдермен. Спайдермен, Првиот. добро. Ја го имам гледано маца овие делови на YouTube. Чекај, ти озбилен си дека имаш гледано нешто од ова, ништо немам гледано. Делови на някакви сечоци, брат, по 1-2 минути Спайдермен, онака костими оние што ги користат на детски родендени, Да, бе, ефтини да. што ги купуваат Знам. од Джамбо, што знаеш какви се тие костими? Ги облекуваш едно користење. Толку Се брат. распаѓа. Второ- се второ распаѓа. нема, Зан, второ нема. дан, се распаѓа. Второ нема. После? 78 е Доктор Стрендж. Добро, И го имам и ова гледано, не препорачувам ни ти да го гледаш, ни никој го гледа, пошто не е ни вистински Доктор Стрендж. Па добро, се вика како Доктор Стрендж. Да. 79-та Кептен Америка. И Овој мислам дека Кептен Америка е кај што има моторче, брат, кај што вози. така, тој со шлем. Да. Така. Ова е врвно. И истата година се прави Кептен Америка 2 на Лалти. Па моторот мора Така, да го турира. да не се застемну. 86-та Хауард the Duck. Но тие што не знам Хауард Дак е Хауард the Duck е на Марвел. Хауард the Duck, ама не знам дали знаеш дека продуцент бил Џорџ Лукас. Да бе. Ја не го знаев тоа. Да. 88 The Incredible Hulk Returns. Овде го има и Тор го има. Уствари, знаеш ли кој е овој 88 бе? Ако е тоа што мислам дека е. Тој што е најружниот кога е само бе. намачкан со боја. Па мислам Со дека е ефтина тој, боја, да, со да, креда да, боја. да, да, Знаеш како да, историле да. креди у вода, Да, земале бе, се зик 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 зик. го зик, фарбале да. Абе добро се пак 88 бе, 88 прават. Абе, не ме заебавај Star Wars која година е бе брат? Па ми го зема зборот, ама се работи за Марвел и Star Wars. Марвел нема лепари тогаш. Добре, ако гледаш Некој па да и е. Star Wars нема некој голем човек овде да се појави, да иде туку, оке. The Trial of Incredible Hulk, значи тоа е 89-та, првото кемео на Стен Ли е тогаш. Да. Па 89-та Punisher, па Нема, 90-та знаеш Кептен Стен Ли- Америка. Стен Ли е у MCU беше многу интересен карактер, бидејќи сепак се појавуваше у сите филмови. Додека беше жив. Да. И И рачуне- пилот после му правеа као нешто. У Спайдермен, оние првите на Сем Да. Рейми имаше, знам, кемио таму и си тие работи, ама у 89-та кемио да имаше прилично добро. Затоа толку го почитували, затоа рековме што би било Марвел ако не би бил он. А и иначе не знам дали знаеш дека автограмот на Стенли, Добро. ако ти е подпишан на нешто на било што, дека не вреди многу. Као на аукција дека не ти вреди многу. Ако го имаш ти на стрипот, може поише да ти вреди од автограмот. Кога сме кај автограм, дали Ова да, Како се викаш? The Riddler
Функото ми е подпишан од Стеван Субич. Дечкото што го црташе The Riddler Year One, што чекам кај да ми стигне, нарачан ми е, треба да ми стигне Он ќе ти го стрипот. донесе лично пред врата? Не, ќе ми го донесат други. Джеси, брате, ево мој А стрип. иначе The Riddler Year One е приквел на The Batman на филмот. Така. Причата за Ридлер, ова е исто еден поклон што ми го даде он. Не Гледам, се гледа, Ридлер, туку Стеван. И се запознав со него на годинашниот стрип трип и однака Супер фестивал. со дечкото алал да му е секоја чест ги има цртано и Тарзан и Конан, значи и сега исто нешто работи пак за DC, мислам дека прави The Penguin Да, да. серијал. Му дават да прави некои насловни за стрипови од DC. Така да ја го почитувам скроз и онака ми напри кејф кога ми се потпиша на све живо и диво што му дава. Што е србен или? Србен. Србен. Да. Супер, има Балкан што може да го фалиме. Брат, балканци многу има што ама, може да ги фалиме. брат. Јебеш Стеван кога го имаме The Мичо, The One and Only. Не, брат, значи Мислиш, добро, кој е? да, Мичо, Мичо, брат, има цртано боргеймови, вака само, стрипови, толку. игри правено, Толку значи... Мичо, немам збор, ќе Кај па доле. правев муабет со Мичо, се знам и со Мичо и лично, правев муабет, Да дојде? па да дојде, да Мислиш да дека си Мичо направиме. од Битова би дошол у Скопје, пошто он кога дојде у Скопје, со онакво, како се викат на што е, Со чипче. со чипче, ама у затвор кој им ги ставаат на нозе да не може од дома да искачаат. Не, На бе, ќе условно, дојде. на условно. Не, ќе дојде Мичо, ќе дојде, мора да дојде. После што имаме филм? Тие што ќе правиме муабет со него кога ќе дојде он. Што имаме? Нешто со Punisher, 89-та Captain е America. Punisher, 90-та Captain America, исто Death of the Incredible Hulk е 90-та, 94-та Фантастика, 98-та Blade. Леле, како филм. Прва сцена. Ау, Не, само добро. не. Значи, Прва после сцена. тој филм, татко ми беше у Јапан 96-та, мислам. Опа. Да, беше некој месец дена, два, нешто така, нема везе. Ми донесе играчка, не играчка, сувенир, катанат, толкава е овака. Евака. Па како ја пренел, бе? Не знам, брат, му викам алхалат е Во пластика, и така? ми донесе Не е метал. цела торбичка со пиротехника, брат. Не знам и тоа како. А тоа, брат, како го прави? Катаната и имал као сертификат дека е играчка, дека е све, дека не е вистинска, тоа окей. Ама пиротехниката, како ја донел, алал да му е на човекот. И после Блейд, дали ти се верува дека дома им зимав на моите капут? Дека нели Блейд е у капут? Капутот го облеков, катаната на грб ја ставав, брат, и се шетав дома, ставав на очари црни и Рейбан многу брзи. сакав да сум како се каше за глумецот? Весли Снайпс. И од тогаш Весли Снайпс го почитувам, брат, и го сакам како глумец, онака ми е Весли Снайпс ми е, брат. Прва сцена. У диското. У диското. Оу, Играат вампири. Трансови. Трансови и наеднаш од прскалките. Крв. Сите црвени. Епа нема боља сцена, дечко. Не, значи тој филм е... Знаеш како? Го гледаш филмот, ја гледаш сцената, после можеш со комота да си го исклучиш. Тоа е сцена. Најискрено сега да го гледам Блейд и затоа не сум го гледал Блейд сега, дека сега ако гледам Блейд ќе кажам што е со филмот. А не, добар е. Го имам Добар е? гледано, ова не мислам да ги гледав сите. Првиот е добар. А другите два? We don't talk about that. Значи Блейд кога искочи, ја бев на 7 небо, мислам, брат. X-Men. Уште еден фантастичен филм. X-Men, првата сцена со Вулверин у барчето кога седи, кога доаѓа девојката као се викаше. Джина Греј? Да. Не, Не бе она со праменот бел, нема везе. Аха, леле на С беше. Океј бе. Добро знаеме кој е. Нема везе, знаеме сите кој е, значи
Со Брат. бели одправен. Значи кога го видов ја тогаш уствари 2000-та ја се запознав, ја го дознав кој е Вулверин, брат. Ја Така. дека предход. Вулверин. Искрено, ако пред 2000-та кај нас немаше, брат, нешто, ги немаше ни серииве, ни некои ствари, што знам за Кај нас? Кај нас у Македонија. Како да ги има? Па ги немаше, брат. И... Не, како да ги има, кога На немаме телевизија, ништо брат. оригинал. Немаме ништо Немаше. оригинал. Златна пиратерија, уште на почеток на епизода што зборевме. Да немавме пиратерија, дечко, ќе бевме катастрофа, ќе бевме Јас знам Джин Грей еднаш се од- вика иначе девојката. Джин Грей, бе. Ја Джей, како кажав Джей Грей. Чекај бе, Джин Грей, не, Джин Грей. Или не? Джин Грей е ова The Phoenix. Па таа му доаѓа бе брат? Не бе, брат. Роуг. Роуг. Роугото. Еднаш се шетав од школа на кај дома идев и знам дека по трафики чат пат ги имаше Загори Дилан Док стриповите на македонски. Си идам на кај дома и гледам на трафика стрип X-Men. Оу. На англиски. Океј. На англиски, брат. Нека го купил, го продава се у трафик. Не знам од па кај нема- беше на трафиката и X-Men стрипот, брат. Го фатив урхака. Не ми текнува која беше цената, ама знам дека беше за тоа време за мене дете што иде у основно прескапи, ако им кажав на моите купете ми го ова 3 листа хартија, 300 денари да кажам, ќе ми утепа, брат. Така. И само го гледав и го погледнав ондака, брат, и така некако тешко ми дојде дека не си може и само му се свртев и си отидов. А ја знаеш причата со Патрик Стюарт како има како ја има засакана улогата на професор Екс? Не. Многу сличен како тебе. Патрик Стюарт се шета на улица, доаѓа до трафика или до стрип книжарница, не знам што беше, не е битно, на изво гледа X-Men стрип. На стрипот го гледа професор Екс, кевав, нели? Вика, овој сум јас. Неколку години подоцна Патрик Стюарт го глуми X-Men. професор Екс. А Патрик Стюарт нормално е Знаеме кој е. познат по Next Generation, Star Trek и сите тие работи, врвен актер. Познаеш има? 2002 Blade, двојката. Добро. Океј, ја Blade ги поштам ја сите филмови, брат, ти кажав дека Blade ми беше Blade. Blade. Мед ми беше Blade. 2002 Spider-Man. Spider-Man, that's whatever a spider can. Spider-Man 2002, брат. Шо знам? Филмиште. Филмиште. Убаво Филмиште, брат. И за тоа време, ама Прв фасален Spider-Man, брат. Апсолутно. Кој било у 77 го имало Spider-Man, брат, и после тоа 2002. Јас мислам дека Убав Spider-Man филм. Јас мислам дека филмот е толку добар само поради тоа што е во режија на Сем Рейми. Јас сметам дека Сем Рейми е тогашен добар режисер што успеа да направи 2,5 квалитетни филмови Spider-Man. Тројката не го реченам како. Зашто бе? Добро, бе. Зашто така бе? Добро е 3. Ајде 3 нека се. Ама кеците двојката се партали, како и да е. Кецоти, абе и тројката бе, мене ми се свиѓаше бе, брат. Што Четирите ми знам? се глупави него. Не знам. Она Денсот, Не, за Денсот, брат. Денсот. вака ќе играм до крај на епизода. Денсот, брат, си е Денсот. Ти е Денсот. Следна година Daredevil со Бетмен. Со Бен Афлек. Зашто бе? Да бе, ја и на не реков тој дека е филм. лош. И на тоа, ама многу го хейтат. Многу, Ја бе, и тој филм. Тоа е еден од најхетаните филмови. Не знам зашто бе, брат. Мене и тој филм ми се свиеше. Што знам? А знаеш дека од тој филм има и Електра. спин-оф Електра. Електра, знам. Тој нешто ги имам гледано, го имам гледано цел сигурно, тоа знам. Ама некако ми е како магла го дава на овие ТВ-љата на, не знам, на некои такви. Пред 12? Не, После 12? тоа е пред 12. Пробав да го гледам, не знам зошто не можев да се вклопам у филмот.
Ама окей ми бе, па чекај бе, па Daredevil у Daredevil беше една песна, да бе, на Evanescence, Оваа што има На познатата. Bring Me to Life. Да. Тоа беше хитиште тогаш, бе, Како значи филмот тогаш се Ева, не не знам. сам со тоа време ги има на сичија плейлиста на секого. Ја цел wake me up. цел саундтрак го купив само за таа песна, бе, брат. Браво. CD цел саундтрак купив Браво. само за една песна. Немаше тогаш, немавме интернет или тоест имавме и Имавме интернет. интернет, ама Ама немавме. една песна ја симијав 3 дена, брат. Интернет имавме, ама и у Македонија имаше, ама кој имаше тогаш пари да купува да плаќа за интернет? Абе ја одувек, знаеш што е фрга, ја одувек сум имал интернет, брат. Имав dial-up, Добро. имав ASDN, тоест АДС. ADSL, па ASDN, па после тоа се ASDN кога искочи, две линии. Не, ADSL беше со две линии. Братче, две линии. Две линии, братче седи на мирц. АСВ ПВС? Да. Аз сум, ама ги знам и тие работи. Канали, имаше тоаш канали, бе, ја знам, па после кога... Како ти беше Мирица? Ник, Да. Звер, Спеп, кога гледаш на латиница, брат. Све со големи, нормално. Ах, Зашо време. бе, Звер сум бил, да. Абе, види, глобално фативме све. Не бе, чека, има уште Што има уште? 2003 и X-Men 2, Пардон. Го искочи. 2005 Fantastic Four. И X-Men 2 исто многу јак филм. На моменти сакам да кажам дека X-Men ми се многу поомилени од голем дел MCU филмови. Па и X-Men старите и X-Men, да кажам, уствари се мене многу поише ми се свиѓат као Јас баш лично- онака се комик филмови, брат. Ја У лично сега ти X-Men кажам- 2, извини, у X-Men 2 уствари ја дознаваме оригин приказната на Wolverine, брат. Да. И Джин Грей у двојката ли беше? У двојката беше. Довиката, да. Станува уствари Дарк Феникс. да. Значи X-Men 2 филм што го имав на CD, купено од не знам од пазар, нешто така. Од, како се кажа, од Ромком. Не, Ромкон. не знам, нема везе. И ми беше долго време, ми беше еден од омилените X-Men филмови, брат. И јас секоја година почеток на година правам rewatch на сите X-Men филмови, бинџам. Од Кецот до New Mutants или Dark Phoenix, кој беше последен? New Mutants мислам дека беше последен. Ама не ето X-Men? X-Men-а? New Mutants е X-Men. X-Men-а? Да. Ја По мислев мутанти дека се. си... Извини, у X-Men двојката уствари прв пат се запознаваме со Уилиам Страйкер. Да. Ако не се лажам. Да, па дека претходно го нема, уствари Така е, Вилиам така е. Страйкер го направил за Вулверин. Да, така е. Едноставно, искрено за мене и X-Men како карактери, како мутанти, ми се многу поомилени од Avengers. И да. Мене лично да. Повеќе би уживал да ги гледам и филмовите, и стриповите, и било што X-Men, него Avengers. Пошто на крај на денот, мутанти се. 2005-та Fantastic Four. Добро. Океј, Чекай, 2005-та беше со Крис Еванс кога е да. Добро. Со Джесика Алба Да. до тогаш барем ја не ги знае Fantastic Four, ама ги знае као Fantastic Four. Не океј, ми беа Spider-Man 2 имаме после тоа 2004-та. Филмиште пак. Нема збор, ги коментиравме Да. Spider-Man-еве, после идеме и X-Men The Last Stand. Овој филм на почетокот бев скептик за филмов. The Last Stand беше... Третиот дел со дечкото со крилата као Angel, мислам Angel, дека така се се викаше, вика, да. со овој Джермано кликао се викаше оној со главата што
што кршиш. Джагарнат. Со него Чекај, кој дел беше кога почнуваат на Хирошима и Вулверин кога му го спасува животот на... Или тој беше Origins? тој знаеш ли колку тој беше The Wolverine, мислам дека се викаше у Јапан кога иде Wolverine. Дали е тој или дали е Origins? Не, тоа е. Тоа е, добро. Да. Fantastic Four и имаме Rise of Silver Surfer. Ја не знаев, дечко, најискрено да ти кажам, ја допред некое време јас не знаев дека уствари Silver Surfer што го глумел е глумецот. Не бе, он војс му давал само. Ето ти. Океј, нема везе. Кој? Ме интересира се. Глумецом бе, брат, Македонијо. у Матрикс што го глумеше. Киану Ривз? Не бе овој со ночарките. Главно. Не Семио Джексон, туку другиот црнец. Другиот Семио Л. Джексон. Джексон. Исти се, да ги. Никош не знам како се викаше тој. Тој што личи на Семио, ама не е Семио. Лоренс Фишбърн. Whatever, не е битен. Нема везе. Може и не го кажав. Не е битен. Добро, не. Е Семио Джексон, брат му. Spider-Man 3, твојот омилен и Ghost Rider, брат. Како ти се свиеше? Ајде. Чекај, Ник Кейдж. Со Николас Кейдж. На дете кога ќе му го даеш Ghost Rider. Ја дете бев со 2007, мислам Со Николас Каџе. Импресија, брат, гори све пред тебе. Така се прави пламен цел. Сланец, вака. Ајде! Чекај, кесот беше ли двојката беше со која татко му ги пушта сите тие вода, земја. Не ми текна. Да. Не знам дали беше мислам дека не ми текна да ти кажам право дека тогаш ги гледав веднаш и толку. Не гледав повтор пат, 2007 беше, оддамна беше, така да не ми текна. Значи нема поекова, брат. Така, нема. Не сме лоша. Да, Сега мора да ни престуваат ние да снимаме. Нема везе, како да е се прикрај сме. дешава, тоа е. Да. После, што сакав да ти кажам нешто, што ми се деси една нова година, брат. Значи, нема да го заборам тоа. Се дешава нова година, у џабу овде нема везе. Сите си легнуваат да спијат, мене не ми се спие, си Добро. идам у станот у дневната, си пуштам телевизија, сител. Почна Ghost Rider. Не знам кој На дел. сите, брат, го тепао давање. Не знам кој дел беше. И почнем да го гледам, брат. И си седам и го гледам, си тера цел филм. Завршува као филм, викам супер, ке гледам уште еден филм. Почне Ghost Rider истиот филм, брат. Одново. Да бе. Па што ти викам го тепао давање. Ама еден по друг, Абе брат. па тоа. Изгледа тој техничка стеснал 2 пати го ставил, отишол, дргнал 2-3 раки. Абе лендата у сите од Ghost Rider е излижана, брат. Бела е, мислам се уште ако го има. Само Сега Райдер ќе пишува. Знаеш што некој, сега ти гарантирам дека за нова година, после 12 Ghost Rider ќе го пушат 3 пати, брат. Да бе. Пошто нема други филмови. Идеме 2008 почнува MCU-то официјално, тоест не е официјално. Па не. Не е официјално. Со Iron Man. Iron Man, Тони Старк, Iron Man прв пат го гледаме. наркоманот тогашен Роби Дауни Џуниор. Да, не, се среди, се опреј. Се опреј. Да, и иначе од дечкото сакам да го гледам, мора да го гледам за Чарли Чаплин што е филмот. Ама тој кога е бе? Не е Од него е. Да, ма не е одамна. Не е одамна филмот, или одамна беше? Па не ми текнува од кога е, како што имам гледано, брат, значи филмот е многу е добар. Чекај, за тој или го прави? Не би искоче не бе, сега ќе ти кажам, чекај. Да Ајде, Чаплин. пролистам Пролистај го. малце кај него.
Не го муаветот ми беше прв пат го гледаме овој Iron Man на платно, брат. Да. Така да Одличен филм. Почнува одлично и а, почнува, брат. и оттаму почнуваат фактички овие што се Од таму им доаѓа идеја на дечкиве за MCU. Да. Ама и од него почнуваат фамозните посткредици, така? Не знам дали знаеш кога искочи филмот немало посткредици. Стварно? Не, Чекај, у Iron Man кесот е посткредит со Каптен Америка или со Тор? не, у Iron Man кесот е посткредит син како доаѓа Самуел Л. Джексон кој Ау, да, управо му си. доаѓа I got an idea to make a кај team. Iron Man, да, му доаѓа дома, кај Тони Старк и му вика имам идеја како Да. ги сто. Да, сцена накнадно е снимана. Стварно? Да, не, од која им дошла идејата да прават MCU, е снимена е сцената. Ами добра сцена е. Да. Не, сакам да кажам, добра сцена е. I am Iron Man. Да, на крајот, да, викав дома, урлав. И после Iron Man. Incredible Hulk со Едвард Нортон. Океј, Не ми се добаја тој филм. филмче. Еве го, X-Men Origins Wolverine, сите го хетаат, мене ми беше филмче, брат. Origins е Хирошима или не? Не, Origins бе, брат. Кој беше, леле, Origins не, со брат му? Гембит. Со Гембит ли се викаше тој со Ау, картите од Да, X-Men? управо си, тоа е Origins, да. Со Да, брат му да. Сайбер Тутлис, не као се. Cybertooth, да, така се вика. Многу го хейтаат овој филм, мене ми беше Не ми е супер филм. окей филмче, не беше нешто вау као минатите и X-Men, ама окей филмче ми беше. Па иде Iron Man 2, па Ghost Rider 2 и Тор кога се појави, значи колку беше различен на почетокот Тор кога се појави со Тор Рагнарок со филмот. Пошто е уреđен на режисер и на глупав режисер. Не, пошто е Тор како Тор имаше у филмот две смешки и тоа беше Имаш режисер и имаш глупав режисер кој што се вика Тајка Вајтити. Крај, брат, тука треба да го заврши, брат. Иначе, знаеш како се вика вториот дел на Тор? Dark World. Не. Втор. Мајдро вака. Најглупи... Не, Мајдро прев. Не, Најглупиот дед джок беше. Тор. Уствари не, од прв искача Captain America First Avenger, па после Тор. Да. И во Captain America First Avenger го има, мислам, не ме фаќа за збор, end credit scene со Тор со чеканот која доаѓа овој која Agents, да, Agent Smith ти кажа, тоа е Matrix. да. Agent нешто како ја се викаше. Како и да не ги набројуваме еден по Многу еден. има и X-Men First Class, па Avengers Assemble, па тако дали. Days of Future Past, тако Mask, дале, да. Тоа и Марвел одлучија да почнат да прават серии и мислам дека од кога одлучија да почнат да прават серии дека Марвел после Avengers е Endgame, според мене Марвел идат се доле и доле и доле од кога почнат да прават па серии па уште подолидат, не знам што е проблемот. Ја мислам дека се инвестира многу пари у тие серии. Многу и ги гледав и у кино. Значи многу бев хајпнати за секој филм што ќе искочи, дека добар беше секој филм што ќе искочи. Сериите не ми се свиѓа, освен не знам, освен Локи ми се свиѓаше. Локи е добра, после втората сезона. Сега што заврши пред брзо време. Друга која серија беше? Winter Soldier не ми се свиѓаше. WandaVision лошо, долго, ама лошо. Онака ми беше. Хокај, што знам, немаше потреба за Хокај да се прават серии. Не, ако ги напунија многу. Не, знаеш како е? Прават спинов, да, значи за Хокај. Од филма и прават спинов серија и од спинов серијата прават спинов за Еко да
Еко, нема потреба, има многу работи што нема потреба да се фокусираат на непотребни работи. Ништо, затоа ида само надоле и Eternals, брат, многу лош филм. Значи, нешто што требаше да го... само добро Eternals беше која кажува ме заборави у Македонија. Само тоа беше добра сцена. Што знам, Ten Rings, овој ја го викам Feng Shui and the Legends of Ten Rings, дека не можам името на оваквото да го запамтам. Го гледав тој филм, тој добар беше. Мене ми се Ама не беше у ранкот на Марвел, не беше да некако као да изгуби идеја, као да не знаат кај терат, не знам не као... знаат, моментално не знаат. И прават глупости, сакаат стрипови да ги прават у филмови, трошат бизарни пари и испаѓаат глупости. Не знам као да кажем, што има многу ствари што не ми се ни гледани, што не ќам да ги гледам, брат. Па тоа е проблемот, што не сакаме да ги гледаме. Например, кој Ја излегува преби првите серии, дал, јако ни беше. Сега не бе, брат, не ти гледам Шихулк. Дај си нормално. Кој е Шихулк? Кој е, како, значи, серијата Шихулк гледав 2 епизоди и изгасив и нема после живот да ја пуштам. Лошо CGI, брат. Марвел барем си фрлале пари на CGI тоа да изгледа. Види го ти Hulk у Avengers у првиот дел. А гледа го Hulk у Endgame. Гледа го Hulk у Шихулк. Мајко ми. Гледа ти Шихулк. Па и син му на Hulk, види го на шо личи, не знам ни како се викаше. Син му на Hulk беше тоа што првиот Hulk филм што го заебававме со боја го мачка, и па тоа беше барем со боја некако на мачка. Значи многу лошо, брат. Не мора, нешто мора да направат за да Спајдермен си доби на заработка затоа што беше Спајдермен, брат, и дека Доктор Стрендж го имал филм и дека ги спојат трите Спајдермен. Тоа беше више Доктор Стрендж си доби на гледаност дека усвари на трейлеров ги дадоа као божем ќе ги има и од X-Men и ништо. Не знам како. Се вадат на стара слава според мене. Затоа например Спајдермен, после филмот, нема да добие спин-оф серија играна, туку ќе добие серија анимирана, која што се викаше прво ја рекоа како се вика на англиски као средно или факултет Freshman Year, требаше Freshman Year да се вика, но сега ќе се вика за спектакулар, мислам дека нешто така, или The Amazing Spider-Man, анимирана серија. Ја не го знаев ово. Да, ама ќе искочи, не знам, 2024 или 25-та. Воедно прават ремейк, односно не е ремейк, туку е продолжение на легендарните X-Men 97-ма. Да, знам, абе, гледа, со тие продолжение, еви Кевин Смит со Masters of the Universe Revelation проба да направи продолжение на Химен од старите од 80 и некоја, па му пропадна, брат. Му пропадна. Не, сега зависи како ќе... Сега ќе видиме со Revolution што ќе биде. Јас се надевам наискрено дека сега више ајде да не правам спойлери, се надевам дека ќе оправат цела работа, дека жал ми е за Химен, брат. Жал ми е за Химен. Actually има друга серија на Netflix, Химен, што е многу лоша. Која? He-Man and the Masters of the Universe. Чека, анимирана или играна? Анимирана бе. Нова? Или стара? Само што искочи Revelation, искочи He-Man, брат. Ајде да завршуваме со ова прашање. Дали мислиш дека на новите генерации подобро е да се дава Химени мимени со ремейкови, или е подобро да се прават нови работи? Вака се, ја за тоа имаме една теза. Еве, ти имаш деца, твоите деца ќе пораснат. Мислам, Вака. МТВ направија канал МТВ 5. Мислам дека е детскиот. Добро. Наместо на детскиот у моментов се дава дајте музика и уште некои цртани што во моментов се даваат на МТВ1. Немам ја ништо против
дајте музиките, ако, супер, топ, Добро. нека се работи. Зашто не ги даваат старите штрумфови на МТВ? Не. Слушни ме. Ајде, добро. Химен, што е синхронизиран на македонски. Ќе ти кажам и зошто, ајде. Нинџа желки, што се синхронизирани на македонски. Значи, МТВ на времето дава многу поквалитетни цртани, и сега ги дават штрумфови. Син ми ги обожава. И јас знам дека ако го дадат Химен, стариот, син ми го знае стариот Химен, дека ја тој му го имам ја пуштано. И има 3 епизоди на YouTube што се на македонски, тие му ги пуштав и малиот е во одушевен. Има еден меч му го испринтав. Мафта со мечот дома дека има мокта, брат. Значи треба да ги дават тие ствари, нека ги вратат. Фала, ете го, тоа е тој. Треба да ги вратат тие цртани на МТВ3 дека има деца што ја не викам дека сите ќе ги гледаат тие Добро, да. цртани. Има деца што ќе ги гледаат. Така. Телевизија како корпорација работи така што треба да платиш бизарни пари за да го вратиш тоа. Иако го имаат во... Сакаш да кажеш дека ако го имат во архива, треба да платат за да го емитуваат? Не сум го знал тоа. Зато телевизиите идат надоле, посебно нашите, што се уште е тој трендот како порано плаќање бизарни пари и никој не го гледа. Сега никој не го гледа, нека да платат и тука. Но прашањето ми беше дали мислиш дека е подобро да се прават ремейкови, ремастери и сите тие работи, све ново и да им се залепи етикета име, или е подобро да се прави нешто сосема ново? Нов карактер, нова серија, ново име, ново сценарио, нови режисери. Ремастер, да, ремейк. Добро. Така. А за ремастер може. Добро, ремастер, ремейк е поише геймерски термин, ама само да кажам продолжение. Например, ако се држат стрикно за приказната и ако е квалитетно тоа, па зашто да не бе, брат? Пошто еве гледаме више толку работи, ништо не излегува добро. Зашто да не бе, брат? Може ќе искочи нешто. Од кај знаеш? Не знам. Еве колку работи имаме кои што не се. Не знам да ти кажам, стварно, од една страна... И сега и проблемот е, нас не ни е добро, ама и на новите генерации што никош не го виделе тоа и на нив не им е добро. За кого го прават на крај на денот? Го прават за мислат дека постарите ќе го гледаат ама очигледно не знаат да го направат како што треба и тоа е тоа. И за ова може да посветиме цела епизода. Па може, Пиши, да. дечки. Пиши. Значи што имаме? Стенли? Love, Death and Robots. Може за Стенли да направиме цела епизода. епизода. Ќе видиме, да. За ова сега што зборевме една цела епизода. И иначе цртано се вика He-Man and the Masters of the Universe на Netflix и е некако, не знам како да го кажам, некако нов начин, ама не ми се свиѓа, брат. Пробав и на син ми му го пуштив. Не, значи на дете 3 години не му се свиѓа. Што е лоша анимација нешто или? Па не знам како прича? треба да го видиш на самата слика која ќе го видиш, ќе сватиш дека не е добро, брат, дека лоша е лошо. анимација значи. Ама не е тоа, брат, како да ти кажам. Netflix е многу заебана во овој случај што еве на пример ова не е добро, но Netflix има проекти како Netflix има пари, брат, и може да си кажам, експериментираат со све живо и диво, така например, гајли ме на нив дали ќе успее Химен или нема да успее, битно да пробаат, па може ако проче, ме разбираш. Аркейн имаш гледано? Која? Аркейн, анимираната серија што е на League of Legends универзумот базирана. Тоа е нешто што очи ти онака ти се плакнат од колку е убаво анимирано. И го имаш тоа и после доаѓа Хименов. И тука Blood of Zeus ја гледав јас. И тоа е добро, Тоа е Blood of добро. Zeus, гледај го Cyberpunk анимираното на Netflix и Castlevania нормално и уште многу други работи.
Океј. Па тоа е тоа, Гасиме фирма, вода, такви работи. Време е за гасење. Време е, да, тоа е тоа. Ништо, дечки, се гледаме следен четврток, така? Четврток, па вајда. Да, Ќе видиме да. кога ќе излезе и ова епизод. Не, ова ќе искочи Искачи. у четврток. Тоа е тоа. Не знам, Марио ти за крај не што А вака немам имаш да завршен кажеш? зборови. Тоа е тоа, дечки, ништо, се гледаме у четврток, останете у добро здравје и тоа. Поздрав. Чао, чао. Чао.